Северна Македонија доби нов државен јавен обвинител. Тоа е 63-годишниот Љупчо Коцевски, кој со само еден глас повеќе од потребните 61 денеска беше именуван во собранието. Вкупно гласа 62 пратеници, од нив сите 62 гласа за, против нема, воздржани нема. Констатирам дека Љупчо Коцевски е именуван за јавен обвинител на Република Северна Македонија. Очигледното тенко мнозинство за именување на првиот обвинител во земјава беше дополнето и со отсуство на опозицијата во моментот на гласање. Сепак во текот на дискусијата пратениците на ВМРО ДПМН беа јасни дека имаат задршка за предлогот токму за јавноста речиси непознатиот Коцевски да биде јавен обвинител. Не го проблематизираа неговото искуство, туку фактот дека е поддржан од владеачката коалиција СДСМ-ДУИ. Јавно се прашувам дали кандидатот Коцевски ќе докаже уште од првиот ден на работа дека ќе постапува согласно неговите надлежности, согласно законите и согласно програмата која ние има доставено, или Коцевски ќе ризикува да си ја уништи сопствената долгогодишна кариера, а заради не знам каков договор. За мене најискрено сомнително е со овие криминалци и кафе да се испие, а не пак кариерно да ве унапредуваат. Може би не сум во право, ама некако имаме многу лоши минати искуства и тоа не само ние како опозиција, туку нивни сопартици, бивши шарени револуционери, бивши нивни функционери. Се надевам дека Љупчо Коцевски нема да биде ниту како овој за јавен обвинител за гонење на организираниот криминал и корупцијата Ислам Абази, кој што толку го фалја, освен слика со Али Ахмети и неговиот шофер качен на неговото рамо. Друго од човеков, да бидеме реални, ниту видовме, ниту слушнавме и за жал уште една сериозна промашена инвестиција под наводници и сериозно загубено време за Република Македонија. Дека Коцевски е анонимен за јавноста зборува и фактот дека од него тешко може да се најде фотографија на интернет и покрај тоа што речиси 30 години активно се занимава со право. Во биографијата навел дека од 1995 до 2008 бил адвокат и дека таа година влегува во државните правосудни институции. До 2022 бил обвинител во гостиварското висше обвинителство, што претпоставува дека немал посериозен контакт со големи предмети за организиран криминал и корупција, што е еден од главните проблеми во државава. Пред точно 2 години, Коцевски се сели од гостиварското во јавното обвинителство на Северна Македонија, од каде од денеска е унапреден во врвната обвинителска позиција во земјава со мандат од 6 години. Тој го наследува Љубомир Јовески, кој многу не се прослави како јавен обвинител. Коцевски ја презема функцијата во многу тежок период за обвинителството, обременето со неефикасност, бројни случаи на застарување на предмети, наводи за политички и бизнис влијанија. Меѓу другото, обвинителството заедно со судството се наоѓа на дното на анкетите во однос на довербата на граѓаните. Последното истражување на ИРИ покажа дека само 1% од испитаниците имаат сериозна верба и во обвинителството и во судството. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.